На пат за Витлеем. Утешувајте го мојот народ, вели вашиот Бог. Тие зборови се упатени до народот, кој е изморен од сопствените патови. Израилот страда од неговите непријатели, но многу повеќе поради неговиот грев, неговата тврдоглавост и одлуки. И тогаш кога се очекува укор, казна, Бог постапува сосема поинаку, па ќе каже: утешувајте го мојот народ. Божјата утеха е нов почеток. Бог ја раскинува врската со старото, ја лечи вината што човек ја носи како товар и ја враќа надежта која што човек одамна ја изгубил. Тој го зема гревот што нас не уништува. Ги носи настаните што не ја помрачуваат радоста. Ги подига оние делови од срцето што претходно не знаеа да чувствуваат радост. Многу луѓе живеат со убедување дека Бог се разочарал во нив, дека не постои, дека ги мрази, дека ги казнува, дека не заслужуваат нов почеток. Но Христос се раѓа токму за таквите. Ако твоето срце се бори да прости, тогаш тоа е и можно. Запомни, знај, Бог е тој што прв изговара простено ти е. Неговото милосрдие не се ограничува на нашиот минат и грешен живот. Божитниот пост не повикува да дозволиме Бог да ни проговори со утешни зборови, да ја отврлиме вината што не држи вместо, да го промениме погледот од својата несовршеност и да го замениме со Божјата нежност, со Божјата утеха. Таму започнува исцелувањето. Предизвик. Во молитва потсети се на некоја твоја вина, грев, страв или рана што ги носиш долго време. И кажи: Господи, утеши го моето срце. Направи нешто што символизира нов почеток. Прости на некој нешто. Упати збор на охрабрување или направи некое добро дело. Во секој случај денес дозволи Божјата утеха да стане твоја сила. На пат за Витлеем.